Благодарам, почитувани колеги пратеници, почитуван министер. Мојата дискусија ќе биде различна од тоа што досега го говореа моите колеги, од она што јас лично како пратеник во овој изминат период ги имам сите согледувања досега. Слушав и учествував во Комисијата за уставни прашања во делот на 34-тиот амандман во однос на преамбулата, меѓутоа се јавив по однос на овој амандман и пред се првиот дел од мојот говор ќе биде да добијам одредени одговори на прашања. Мислев ќе биде премиерот, меѓутоа и вие исто тоа можете да го одговорите. Пред се ќе говорам како пратеник лично јас, затоа што и вие, и премиерот, и многу аналитичари, експерти, политичари во овој изминат период не повикуваа лично нас како пратеници, посебно од опозицијата, да го препознаеме овој историски момент, да се охрабриме, да се издигнеме над политиката и партијата. И тоа кај мене посебно побуди уште посериозно да размислувам за ова прашање, да ја вклучам целокупната моја интелигенција, моето познавање во делот на политиката толку години што сум, а пред се и моето животно искуство согласно годините кои ги имам досега. И важно затоа што треба да се донеси понатаму одлука која е клучна и за државата, меѓутоа пред се клучна и за македонскиот народ. И зошто вака дискутирам и зошто ќе барам одредени одговори? Затоа што за да се повикувате сега лично кон нас како пратеници, размислував долго, мислам дека во процесот кој беше и се движеше во некаков тер кој вие го правевте и имавте некаква динамика, нас лично како пратеници воопшто никој, ама баш никој, ни не консултира, ни добивме некоја информација. Единствено добивавме информација од лидерите на нашите политички партии дека ние воопшто како партија не сме ни информирани, ни вклучени. За да јас после тоа како пратеник станам клучен фактор кој треба лично јас да донесам некоја одлука толку важна за државата и во која прстот ќе биде вперен кон мене, кон моите колеги пратеници, дека не сакаме да учествуваме во овој важен процес, а пред се како политичари кои не сакаме да ја видиме Европска Македонија. Пред се јас го црпам мојот легитимитет како пратеник од граѓаните, инаку сум обичен човек како и сите вие, сум излегла на избори, ми дале легитимитет, вие знаете кој е гласачко тело, ВМРО-ДПМН, која основа ја носи идеологијата за зачувување националните интереси. И сум настапувала со презентирање на програмата во која ќе направиме уличка, ќе направиме нешто подобро за нивниот живот во делот на буџетот. Јас и работам во делот на финансиите. Меѓутоа во исто време ја знаеме одговорноста дека ќе дојде и силна политичка одлука за која треба да се одважиме и ќе имаме одговорност. Јас имам пратенички мандат, односно сум од 2011 и сум гласала. Знам какви се тие тешки политички одлуки, сум гласала и за такви. Знам тоа како изгледа. Меѓутоа, никаде, ама баш никаде, не сум прочитала и не сум мислила дека ќе треба да носам таква политичка одлука во која ќе треба да се промени уставот заради промена на уставното име на државата. И пред се, кога ги читам сите изјави од премиерот Заев, во кој тој и како опозиционер ги дал дека и се крстел, дека дури кад дишам, дека во неговата фамилија, деца, нема да се промени името. А и после тоа значи подгревање, односно тоа
Тоа значи поларизација кај граѓаните. Од една страна, луѓето, независно од која политичка партија се, доколку тоа го слушнат, знаат дека некој ќе ги штити нивните интереси. Тоа е премиерот. Меѓутоа, во исто време, во тој процес, во таа тешка, нормално фаза на преговори која вие ја знаете и знаеме што значи преговарање, вие ќе ретерирате за 360 степени и ќе донесете одлука во која тоа е многу лесно, дајте сега сите, ќе го убедиме народот, а и вие, пратениците од ВМРО, мора да гласите зашто е важна одлуката. Тоа е многу тешко да го понесиме сите, затоа што кога треба да се карактеризирам каков, односно да дадам некоја дефиниција, еве јас каков политичар сум, ќе завршам уште кратко време во мојата политичка кариера, колку ќе допринесам за државата, никако не сакам да бидам, ама никако политичар кој ќе го стопира, односно кочи процесот на придвижување на државата кон ЕУ и НАТО. Со ни еден потек. Меѓутоа, во исто време, каква контрадикција? Не сакам да бидам ратификувач на некој договор што на вистина во одредени сегменти, каде што ги кажав и сега ќе ги кажам, се штетни за Македонија и македонскиот народ. Тука се контрадикциите кои се така спаковани да сите ние што тоа ќе го кажуваме како штетен договор сме анти-ЕУ и анти-НАТО, и тоа не е честно и кон нас, и како политичари, и како пратеници што доаѓаме од ВМРО ДПМН. А од друга страна, не можете да не квалификувате така. Јас сум од семејство каде што мојот свекор 46-та бил во затвор, 10 години одлежал, а во неговата пресуда, можам да ви ја дадам, пишува за самостојна Македонија под протекторат на Америка во 46-та година. Значи не може да биде моето семејство. Мојот син заврши факултет во земја на членка на Европска унија. Сега ќерката ќе заминува на докторат во Брисел, во Белгија. Значи како може ликот, очите и на младите се во Европска унија и во Америка и меѓународно. Не можеме ние и не сакаме да го кочиме тој процес. Меѓутоа, немојте да ни паковате. Немојте во тој спин да не ставате сите дека ние сакаме тој процес, доколку даваме овде образложенија по тој амандман. Зошто мислиме дека е тука лошо преговарано и сметаме дека ќе се промени идентитетот. Односно Македонија во тој дел ќе изгуби, посебно јас кога говорев за преамбулата, кога го тргаме асном, или ратификуваме секоја чест за колегите од албанската националност, меѓутоа Охридскиот рамковен договор. Или сега со амандманот 33 се заменуваат зборовите придавката. Значи ние ставаме некоја одредница која многу лесно ја пласираме за граѓаните. Затоа што еве грците се навредени доколку постои друга Македонија. Тие знаете, 87 административно го донесоа тоа име, ние повеќе од 50 години го носиме. Значи, тоа е регион во Грција, им пречи држава со име Македонија. Меѓутоа, тој процес така вие сте успеале да го издействувате, за да може некако да влеземе, односно да продолжи тој процес. Ама граѓаните, гласачкото тело, луѓето зад кои ние стоиме и зад кои сметат дека овој процес не е добро испреговаран. Дека промената на името, само заради влез во ЕУ НАТО, сушност значи губење на идентитетот, на историјата на македонштината, на луѓе што гниеле во затвор, еве ви го кажав пример, за да бидат македонци. Тоа е тоа што од нас како политичка партија, тоа тие луѓе го бараат, го имаат. И тоа што претходно ви го кажав беше подгревано, дека никако нема да се смени името, за да се реферира за 3 или 4 месеци. И да не кажувам тука со колку во тој амандман 33 од аспект дека ќе се замени место во 51 во еден дел, односно со еден нацрт амандман. И она што, знаете, им боде очи на нашите гласачи е делот на
16 точки со кои грците ликуваат дека не изманипулирале како политичари. Ние читаме. Значи, Ципра што говори, мојот татко одма го преведува. Значи, ми е од Егејска Македонија, од делот на избегиците, јас сум егејка по потекло. И знаеме одма што Ципра скажува на тие телевизии. Сакат да помогнат тие во процесот да заврши ова. Меѓутоа има таму дел на луѓе што кажуваат, односно и нивната опозиција и сите дека завршиле посебно со ерго омнес, болната точка за која треба ние и за внатрешна употреба да се себе одречиме. Тоа се тие така лоши преговори за кои вајда нешто отстапивте за тоа да оди, меѓутоа е на штета на македонскиот народ. И тоа понижувачко е крајно. Посебно во делот на иридентизмот, во кој кажува дека нашиот сосед, иако е признат од повеќе 140 држави во билатералните односи од САД, од Русија и од Кина, меѓутоа тие успеале. Понатаму да не читам, вие 16 точки сигурно ги читате, кои тие ги извади, односно на Коцијас бе и слично. И она што на крајот сакам да завршам, а да не личи истото да го повторувам, во кој дел легитимитетот, референдумот за вас значи успешен, за нас значи неуспешен, односно онај дел од гласачи луѓе кои излегоа, 600.000 имат друга порака што треба да ја кажат дик одлуката, односно за неуспешноста на референдумот, дека крајно таа цел на договорот е разбирлива. Меѓутоа содржината на тој договор е штетна за македонскиот народ и за Македонија. Посебно во овој дел и во делот на 34-тиот, односно во преамбулата. Тоа се тие прашања што некако, на некаков начин да станат приближно достапни на граѓаните, да им кажете во кој дел вистина вие искрено отстапивте, да ја ослободите од притисокот и опозицијата и во делот со меѓународната јавност дека опозицијата не е против ЕУ и НАТО, доколку има забелешки на штетноста во договорот, нема потреба, за да престани таа поларизација тешка и да почне помирувањето од овде од парламентот, да си имаме ние доверба тука. Посебно за вакви тешки, сензитивни прашања, прашања кои значат многу за државата, за кои некој има храброст, како што вие кажувате и милувате, има визија дека ќе однеси и дај Боже, идните генерации ќе кажуваат кој бил храбар, кој бил визионер, кој бил за Република Македонија. Толку.